Овака сега, само што го завршив евентот со Мацо, на почетокот евентот не го снимав, кршна ми компјутерот, на кратко ќе ви го најавам сега Мацо. Мацо е 11 години веќе програмер, админ на серверо на Финки, има 11 години искуство, може да ви покажам неговата презентација. Секунда само. 2 години има искуство у фирмата People Week. Он во видео ќе ви објасни неговите 3 јазици што ги изработува: PHP, Go и JavaScript. Надевам се ќе научите нешто ново. Продолжуваме сега со остатокот од евентот што ја снимам. Ако има нешто замерки, слободно пишете у коментар. Сакам да ви го кажам овој knowledge, да си знаете како можете да пишувате подобар код, за вашиот код ревјуер на работа не ве задаве. Оти ќе се деси, ќе сака да ве задаве кога ќе ви остави 30 коментари на некој pull request. Во главно сакам вие да учите патерни, принципи и структури. Што значи по ова? Значи сакам да учите вие дизајн патерни, архитектурни патерни, принципи како dry, solid и така натаму, и структури како податочни структури. Што значи овие, нели, 4 точки што ги тука наведов и ги изрецитирав без да објаснувам по чекор ќе видиме што како. Сакам да видиме еден архитектурен патерн за софтвер, дизајн на софтвер. MVC, ова е најпопуларен архитектурски патерн што го има во скоро 90% плюс од апликации. Те не мора да знаете многу работи или многу детално, но тие одјар што ќе ви објаснам за овој патерн е што корисникот праќа request користи контролер, тај контролер го манипулира моделот го манипулира вјуто и тај вјуто праќа некој си юзер интерфейс назад. Обично овој патерн се користи во веб апликации, но може да се користи во било какви апликации, може и во десктоп, може и во игри, може во што ви текне. И во главно е како cookie cutter, copy-paste архитектура за било која апликација што може да ја изготвите. Зошто ви го кажувам специфично овој патерн? Ви го кажувам овој патерн со причина. Имам пример многу слушното колеги, студенти, практиканти, често пати ми зборат: секоја втора недела искача некој нов фреймворк, секоја втора недела искача некој нов јазик, цело време има некој нов фичер. Како можам да, нели, to keep up со моменталното, нели, bleeding edge во индустријата, како може да сум конкурентен? Секој пат го тоа кажуваме, не учете работи на памет, учете ги вие ствари. Оти без разлика од технологијата, без разлика од јазикот, без разлика од фичери што има некој јазик или ги нема, овие работи кои ги знаете од старт можете да се најдете во било каков фреймворк, во било каков јазик, во било каква технологија, for the most part. И тоа дори имам примери тука што ќе ви покажам. Еве, ќе ви покажам 3 примери што лично се во 3 различни технологии, користејќи 3 различни јазици, и буквално се copy-paste. Ако знаеш како се знаеш во едно, ќе знаеш да знаеш во сите 3. И сега кога гледаме во првото, ова не е страшно, не се секирајте. Тука знам дека повеќето од вас нема баш искуство работено. Ова ти е контролер кој што го зборев, нели, назад, нели го манипулира моделот го аудитира вјуто, тоа го праќа назад во юзерот. И сега тука што има? Има тука една рута, има една HTTP рута, значи кога ќе пратиш, нели, некој HTTP request до users, до ID, нели, некој get request. И не секирајте ако ова многу ви оди, нели, над вашата over your head или над вашата глава. Како bear with me, ќе го одиме чекор по чекор и ќе видите дека ова не е толку страшно. Океј, имаме еден контролер. Овој контролер има base рута од API. Има уште внатре една функција во овој контролер. Рутата е users ID со име на рута и кои методи се дозволени да се пуштат на таа рута. После имаме, нели, како се вика функцијата, кои параметри ставаме во функцијата и што враќа таа функција. Значи, ставаме ID што доаѓа од нели, директно атрибутите од URI-то, имаме некој си user repository. Се не е толку битно што е user repository, значи да знаете некој си user repository. Имаме тука user repository, find me го тај user со тај ID. После имаме den if, ако не го најдеш, фрлим exception, навро тоа врати ми го user што си го најдел. Преди straightforward, еден get request, што може да го видите на секаде. Ова е во PHP. Shocking, PHP не е толку страшно и ќе видите зошто не е толку страшно. Потоа во Symfony PHP фреймворкот, сега ќе одиме во .NET, во C#. Тотално различна технологија, тотално различен јазик. Што имаме тука? Имаме API контролер, една рута, дефинира се users controller класата, и тука е малку поразлично. Тука имаме еден конструктор кај што
правиме dependency injection на user repository наместо тука директно да го ставиме во функцијата што се вика ова method injection. Повеќе на тоа натаму не е толку битно, речи исто е зависи како би се дизајн принципите. Имаме на HTTP get root, нели функција get user by ID, прави ID, што прави тука? User await repository find by ID. Ако не постои user, врати not found, ако постои врати го user. Буквално ова се две различни технологии, две различни јазици, скрос исто го прават. Значи ако ги знаете овие патерни, ако знаете што е контролер, ако знаете што е HTTP рута, ако знаете што се рути во контролери, што прават функциите во контролери, ќе знаете како се снајдете во тотално различни јазици, тотално различни технологии и фреймворци. Така имаме и трет пример. Ова е во Java Spring Boot. Буквално може да гледате исто. Конструктор, get рута, find by ID, мапира врати ми го юзерот со OK HTTP 200 ако го најдеш, Ореус врати ми not found. И што сакам, што толку многу јапам ја толку многу за патерни за дизајн паттерни. Ова е како чист, многу добар пример да видите како се многу битни да учите вакви работи, наместо да учите на памет како нешто работи. Оти ако еднаш ако научите на едно место, ќе знаете во 3 и во 10 различни кодбейсови да се снајдете за овие работи. Што сакаме друго сега да спомнам. Океј, ајде малку се тргнеме од архитектура и дизајн на архитектура на софтвер. Ајде малку принципи, кој зборев. Еден од како simple принципи што ги знаме е DRY или don't repeat yourself. Ова е суштински многу simple да се свате, но може да биде многу комплицирано да се имплементира во комплициран систем. Океј, што имаме тука? Имаме еден PHP файл, namespace некои си random директори. Не е битно, имаме две функции и доле се повикува тие две функции. И сега кога видите во овие две функции има две линии код, кај што го ставив коментари, text logic is here and also here. Што покажува ова? Овие две линии код се фактички ја вршат иста работа. Ама ги има на два места во фајлот. Ова е лош патерн и за кога го програмирате. И не е нешто многу подобро е да го извлечете тоа или надвор во посебна функција, после да ја повикувате функција, фактички таа линија код е реискористувате наместо да ја пишувате цело време на секаде. И ова нели доваѓа во суштински на don't repeat yourself, како не се повтари, не пишува оваа линија, замисли да имате тука како 20 функции, нели, и на секаде пишувате оваа иста линија, не мора да е една линија, може да нешто покомплицирано како некој for loop, или некои if-ови таму. Значи наместо да ги копи-пейстите во секоја функција, направете си функција, после реискористувате доле, нели, apply text тука, apply text доле. Ова е нели најсимпл пример што може да ми текне, но ова може да биде многу покомплицирано и ќе покажам после еден интересен пример, кога ќе покажам како искуцам некој код и кога ќе го рефакторираме заедно и да видиме како овие се што нели толку зборам јапам како може во вистинскиот свет, во вистински продукцијски environment, како може да шипнувате production ready code. Океј. Едно нешто многу битно, литература. Дечки, знам дека голем дел од вас не ќе да читат. Не верувам на голем дел од вас да се читале некоја книга после средно. Но ја мислам дека како програмер, како инженер, не како програмер, како софтверски инженер, мора да читаш книги. Мора да читаш книги за софтвер дизајн, мора да читаш книги за софтвер архитектура, за било што. Или ако не читате книги, најдете си некој, можеш аудиобукс, може на YouTube курсеви или на Udemy, или да читате документација, било што, битно нешто читате цело време, да бидете во тек цело време се нели надградувате самите себе. И сега ќе препорачувам некои две многу битни книги. И трета книга што ќе покажам тука е малку контроверзна книга. Тие тука што имат работно искуство може би малку кринж што ќе ако ја предложам, но bear with me, ќе имам си причини зошто. Океј, првата книга е Clean Code од Роберт С. Мартин или Uncle Bob како што го викат. Ова е книга многу добра за почетник што почнува нели како практикант или како првата година на со работно искуство да ја прочита. Значи овие работи што ќе ги спомнам натаму кога ќе рефакторираме, се оваа книга те учи. Јас имам неколку замерки со оваа книга, не се сложувам со како 30% од работи што ги Uncle Bob пишува. Но не ќе многу да навагам на тоа, ако некој го интересира може посебно да разговараме на таа тема. Битно читајте оваа книга, ќе ви треба. Втора книга, Dive into Design Patterns од Александар Швец. Има една друга позната дизајн патерн книга што е многу огромна од 80-те, таа е многу досадна според мене. Ова малку по-модернизирана од Александар Швец, исто така он е како оунерот на Refactoring Gurus страната.
Да, много добра страна, ако сакате, пишете си на Google Refactoring Guru, само имате милиарда артикли како можете да рефакторирате код, како може да се справите со legacy код, како е најдобар начин да да дојдете до многу по-клин и по-добар код. И исто така, но и книгата е ефтина да се земе како PDF, би ја препорачал сите да не ја пиратирате, да давате пари од ја стварно вреде. Искрено, сега идеме со малку контроверзна книга, а тоа е Test Driven Development by Example од Кембек. Нема тука да филозофирам зошто ова книга е контроверзна. Ако некој од вас како го интересира зошто ова книга е контроверзна, може да се истраже, да ја прочита. Книгата е прилично кратка и многу лесна за читање, околу 100 до 150 како страни е мислено прилика. Ама многу добри инсайдс и многу различен вид на software development ќе те научи од тоа што сме сите навикнати. И затоа многу бруто голем дел од девелоперите го мразат овој апроч, само ќе ви кажам, ако спомнете на некој девелопер оваа книга може би ќе ви гледат на ќор, ама ако и на мене ми е интересно да сум малку спајси, да сум малку ненормален ко куц. Окей. Што е следно? Пред да испишеме некој фичер и да го рефакторираме, сакам да ви кажам за моите трите златни правила за фичер девелопмент. Прва фаза. Не планирај само искуце го. Ова ви MVP фичерот, значи некој продукт менеджер ќе ви дојде, ќе ви каже клиент ова го сака, и ти таму наместо да одеш ако дип тот 3 сати како можеш да го искуцаш на најдобар начин, ќе ти кажам поврно искуцај го, UTP 3 сата, направи една функција што е 600 линии код, од 2-3 класи е максимум, тотално е катастрофа кодо, ама битно да ви работи. За да може да се докажеш на самите себе и на вашето его, на вашиот продукт менеджер дека таа идејата од клиентот што ја предложил за фичер не е ненормална и дека е изводлива. Сега што правиме со втората фаза? Втората фаза е рефакторирај, реструктурирај, за не се засрамиш пред другите колеги. Чисто информативно, малку направите cleanup на decoupling на некои работи, да не се couple together. Може би, ако сте с малку spicy, искористите повеќе сервиси класи. Ама ќе ви кажам, тоа доваѓа во третиот дел. Сега пак ќе го рефакторирате за да спремен за продукција. И што мислам нова? Мислам нова е кога веќе сте го искуцале фичерот, веќе сте направиле, размислеле како може да се реструктурира, се рефакторира. Може би сте правиле мобет со колеги или со некој по-сеньор, како може ова подобро се дизајнира. Ово доваѓа како постмортем или пред постмортем. Океј, сега ги знам сите requirements за овој фичер, знам сите bottlenecks, знам се што ми е потребно за да може да го направам на clean, maintainable начин, што можам. И после 6 месеци кога ќе го погледнам код да не ми се повраќа, оти реално ако кодот го ставите у фаза 1, ќе ви работи кодот, ама да бидем искрен, после 6 месеца првиот ден што ќе го искуците, само ти и Господ ќе знаеш што прави тој, ама после 6 месеца само Господ ќе знае што прави тој, само што викам. Океј. Сега ќе одам на малку по-техничка ствар. Нема многу да застанувам на работи, да многу ги раздолбочам, можем ако некој нешто не му е јасно после да ме прашате. Океј, одеме со едно кратко сценарио. Доваѓа вашиот продукт менеджер и ви вика на клиент му треба фичер за шопинг кошничка, кај што ќе пресмета вкупна цена заедно со попуци данок. И ти викаш океј, оти за тоа си платен, нели, ќе викаш океј, ќе го искуцам. Нема да кажеш не. Океј, што има? Лист од продукти, големина на данок. Што ни е потребно? Литерирам низ листот од продукти на залиха, да пресметаме нивната сума, да одземеме од сумата која има попус, да додадеме на сумата која има данок. Ова е многу битно да имаш како скилсет, како basic скилсет како девелопер. Многу пати од клиенти и од продукт менеджери ќе ви дадат некои како чудни requirements или vague set од requirements што ќе треба вие да размотрите, океј, што значи, што сакаш авторот да кажеш со овој дели фичер. И многу добро да си го проблемот да си го раздолбочите на мали вакви ситни работи, да си ги организирате пред да почнете да куцате. Од најголем дел од наша струка е да размислуваш, да планираш пред да почнеш да правиш нешто. Најголем дел од времето ќе се одземеш во дебатирање и планирање пред да почнете уопште да куцате. Куцањето е најлесен дел од фичер девелопмент, барем според мене. Во 90% случаите има некои скучици сега. Океј, ама следно. Што зборевме за нашите фази? Не планирај само искуци. Океј. Еве го фичерот, искуцавме го. Што имаме сега тук? Сега прво малку ми се повраќа од оваа функција. Утиличи на GPT генерирана функција, тоа е GPT генерирана функција, нема баш време да искуцам сам. Прво има коментар на секоја линија код. Ова е многу лош рефлек за код девелопер, ќе ви кажам зошто. Ако вашиот код мора да се коментира на секоја линија код, значи твојот код многу тешко читлив,
не е maintainable, и ако дојде некој друг да го види и на него ќе му се поврне и ќе му треба како 20 минути, до сега некој пат ако е огромен код и некој денови за да разбере како ти работи кодо. Ко пример, окей, ајде ќе одиме чекор по чекор. Прво функцијата, името на функција е малку calc total, не кажува баш целата прикизна што прави оваа функција. Има items и имаме такс. Тука немаме како type дефиниција, окей, што е items, што е такса, значи нели ние оти имаме hindsight, знаеме што се овие работи, но ајде да кажеме ти си некој друг колега што видел тука некој измена да направи после 3 месеца и види items и такси, поема се нема што се овие варијабли тука нели во самата функција. Имаме тука едно т што е ставено на 0 и дури има коментар што значи total. Ова го имам видено на многу колеги практиканти или луѓе што општо се занимаваат со компетитив програмирање или луѓе што прва година на факс што има завршено нели структурно програмирање, кога даваат вакви кратки иминки, нели кратки зборчиња за нивните варијабли што буквално и е многу на нив нема да и текне што значи тие варијабли после 2 сата камо некој друг да седне да го чита кодо. Значи втора забелешка, варијаблите naming convention е многу лош. Окей, ајде ќе одиме надале. Има тука една for loop, ова е for each loop во PHP. Значи прост декларативен for loop е. Има items и секој item го декларирам како и. Немаме тука итератори. Гледаме ако од и сток е поголемо 0, нели price по quantity додај го, после проверуваш дали има дискаунт во тај array, ако има дискаунт, нели тука има на линија код, додај го дискаунтот, додај го total и на крај final додај такс. Се малку over the place. Сега знам дека тука многу од вас немате куцано PHP и викате what the fuck како items може да окада индекси да како key value pairs да ги нели аксеснуваме. Епа има еден интересен фичер во PHP, тоа асоциативен arrays. Има го и во други езици, но во PHP е многу значителен. Тоа фактички значи дека е key value pair array или хашмапа, видна хашмапа. За не се чуете тука како може индексо и да наместо нели бројка таму да пише некој стринг. Да не се толку чудете. Тоа е втора фаза. Сега нели да се го тргнете срамо, колегите не ви се смеат на работа или шефот да не ви спаде. Ќе малку почистиме функцијата. Прво ја би ги тргнал сите коментари. Второ, ќе почнеме од почеток, ќе сменам името на функцијата од calc total во calculate shopping cart total. Сега окей, сега веќе знаеме, веќе има како значителна разлика, знаеме што прави точно оваа функција. Ќе дадеме тип дефиниции на card items, да знаеме tax default, card items нели array низа. И се наместо т, ставаме subtotal. Доле малку нели кодот го почистуваме, немаме веќе нели тука лоши имиња, тука знаеме конкретно која варијабла што прави моментално. Одеме во for loop, имаме како е early continue, нели до една следна итерација ако нема на залиха. Додаваме total, додаваме discount, просметаме subtotal и на крај доле испод арео додаваме нели такса и добиваме final amount. Дури гледаш како едни мали промени колкава разлика прават во читливост на кодот. Ова, ако би го оставил во кодо, би кажал дека е totally fine за некоја краткорочна функција, ама ја ова не би го шипнал во продукција. Зошто? Окей, малку се навратиме на сценарието. Куцаме PHP и забрави да кажеме куцаме во Symfony. Значи имаме програмски јазик PHP, имаме дури фреймворк. Значи имаме достапност до многу по-powerful алатки, наместо вака да го пишуваме кодо на структурен approach, нели, кога ќе учите во факултет структурно програмирање, ова е структурен approach на пишување на код или дури некој го викат procedural програмирање. Тоа не е добро за нашата ситуација. Зошто? Епа PHP е објектно ориентиран јазик, Symfony е објектно ориентиран фреймворк. Да пишуваме вакви функции како one функции се окей. Ама ако пишуваме некоја сериозна апликација, јас би користил нели ова по принципи, би користил сервиси што ми нуде самиот фреймворк, а не би вака нели користил примитиви во функција каде што не мора да ја користам. И што би правиле сега во трета фаза? Окей. Прво, тука имаме еден array of card items, нели ова е како hashmapa, нели key value pair од сите items нели што има во нашата кошничка. Прво, јас не ќе да работам со примитиви. Што значи тоа? Јас сакам да работам со класи. Ја прво што би направил е DTO или Data Transfer Object.
Сега кажем неколку можеби hot takes што некој од вас можеби нема да се согласи со Details. Ја мислам дека Details треба да се редовни, да има само, нели, што значи да се редовни нека класа. Таа класа само да има некои помошни функции, да не е mutable и да има само гетери. Да нема сетери, не да ми ги менеш, нели, што сите воли properties во таа класа. И зошто сега правам Details за карта? Зошто да не го користам овој, нели, array? Епа, замисли овој array да треба да правиш некоја манипулација. Пример, да идеш да итерираш во него, да најдеш некој специфичен, нели, айтем во твојата шопинг качка, пример, да кажем ти идеш у Кам, прво нешто што ќе купиш е банан, нели, како секој што би купил, па паштета, па леп, па C4, па каушников, секојдневни работи. Оке, сакам да го наам, нели, каушников тука во шопинг качка, сакам да го тргнам оти ова недела е премногу скапо. Пресна недела имаше, нели, дискаунт, ова недела нема. Ке треба во секоја можна функција, во секој парче код ја да итерирам, да правам манипулација врз оваа, нели, подачна структура и да вратам резултати. Значи ова може да го митигирам со помошни функции, нели, да правам малку decoupling, нели, да не се repeat-ам, don't repeat yourself, како што зборавме. Ама многу полесно да користите класи. Зошто? Епа где што може да дефинирам? Секој карта ето може да дефинирам да има име, да има price, да има quantity, дали е на залиха, да има дискаунт. Можам внатре во конструкторот да правам директен error handling ако сакам, или да проверам дали ако прайсот што е внесен, нели, во овој објект е испод 0 или ако quantity е испод 0, вратим exception, вратим error дека тоа е невозможно. Значи уште од старт имам како некој си контрола на моите податоци, како многу подобра контрола. Имам и помошни функции тука. Нели, тука можам да направам некоја помошна функција да проверам нешто на залих, или нешто да земам некој си тотал на нешто. Што многу ми помага да е реискористиво, нели, dry, don't repeat yourself, нели. Океј, да правиме DTO, нема да ги користиме тука директно cart items. Сега, нели, треба, нели, ќе го инстанцираме, нели, DTO-то во функцијата и, нели, ќе работиме врз него. Или како врз тај објект. Па сега не баш. Јас не би го правил. Би користувал еден интересен дизајн патерн, кој се вика factory патерн, ова е меѓу моите омилени и меѓу најкорисните патерни во објект ориентиран дизајн. Зошто да не го инстанцирам? Зошто да комплицирам работи да користам некој друг патерн за, нели, да инстанцирам некој објект? Па замисли, имате сега 10 функции или во една иста функција мора некој објект да инстанцирате. Замисли сега ово да го пишувате еднаш, два пати, три пати, 4 пати. Малку има некој си патерн тука, ако би кажал, нели, на повторлив код и, нели, како што зборивме dry, don't repeat yourself. Јас би го користил овој патерн. И сега како се прави еден factory, нели? Прилично едноставно е. Ја обично вака го правам. Правам, значи, две функции. Има една функција што како низа од items ги, нели, инстанцирам објекти, ги бутувам во таа низа и една функција што вика build, нели, што директно ми враќа објект, нели. Чисто едноставно, нема ништо тука што да се филозофира. Едино тука нешто што би сменило е, нели, тука во building block враќа array, би користил, нели, Symfony Array Collection наместо тука array директен примитива да ми враќа. Ама тоа сум ја. Нема баш време да го модифицирам многу кодово. Додуше не сум го тестирал, како само така аз колку пишував, оти немав многу време. Бидеме ми дале. Океј. Одеме натаму за трета фаза. Океј, што е ова? Што е ова сервис, што е ова конструктор, дека ни ујде, нели, функцијата. Функцијата фино лепо се избришав, ново почнав да пишувам. Оти јас сум таков, нели, малку сум масохист, одново пишувам работи и бришам цело време. Правиме сервис. Во овој сервис во конструкторот директно го инжектираме, ова се вика dependency injection факторито, за да можеме да го реискористиме ова, нели, насекаде во класата, наместо директно да правиме inheritance на него. Океј, правиме функцијата ново. Како е total amount? Праќаме ги айтемите, тука ги реименував во item за да потенцирам што се. Праќаме tax rate, тука додав еден global discount ratio, додуше не е ни потребно, ама го додав така за why not. И сега гледаме некои работи. Сега, уште од старт може да приметите дека оваа функција се 100 пати повеќе чита од првичната функција што имавме. Ако чисто декоративна е, може да видите што конкретно правиме. Ја да одеме линија по линија за да видиме зошто ова го правиме уопшто. Зошто не останавме само со првата или со втората фаза. Океј. Прво правиме нова варијабла card items. Повикаме факторито, build in bulk, ги ставаме сите items, тоа, нели, како што дискутиравме,
ни враќа низа од details. Сега што правиме следно? После ги филтрираме айтемите, по што ги филтрираме, филтрираме дали има на зарихва. После правиме calculate subtotal, го просметаме subtotal, па додаваме дискаунт, по calculate tax и на крај round, нели, заокружиме ги на 2 децимали. Чисто кодо е чист, кодо е maintainable, кодо е јасно видлив и после 6 месеца да дојдам многу лесно можам да приметам што се дешава тука. Зошто ова лојка јас ја извадив, нели, од функцијата тука што имавме? Целата лојка не беше, нели, воден for each. Зошто ја извадив? Проста причина за да многу полесно може да се тестира. Многу потешко е да пишувате тестови за овој for each, за оваа огромна функција, наместо да направите некој си decouple, нели, од оваа функција, да правите помали функции што прават како една специфична работа, наместо една функција што прават како 300 работи. За пример, тука оваа функција првичето што ни беше е што пресметува subtotal, додава дискаунт, додава такса, 300 глупости прави и реално не ќеме некоја функција да даваме толку многу responsibility, нели, како на една функција, за, нели, за по maintainable, по extendable. Ово доваѓа во solid принципите, има во таа книгата за дизајн патерни, таму има како една страна за solid принципи, био нема многу да навагам во тоа, би препорачал да се читате. Океј, што не се функциите? Дали како кажавме да се кратки, лесно реискористливи, една намена да имате, чисто информативно. Filter items, прави еден array filter, проверува дали секој айтем во карта items е in stock. Чисто лесно, нема што да размислиш што потребни код. Исто довали за како е subtotal, ги зема сите важни айтеми и пресметува сумата. Чисто лесно, исто за дискаунт, исто и за такс. И сега после ова, кога го искуцаме, нели, осеќаме се како господ на програмирање, користиме 500 патерни, 200 IQ moves тука да правиме production ready код, што е следно после ова. Последно е да напишете тестови за секоја ова функција, unit тестови специфично. За следен пат кога ќе правите, нели, имате други requirements, други модификации на овие функции, да сте rest assured дека не сте нешто скршиле што не треба и да избегнувате unintended багови во вашиот код. И не ги пишував тестовите, оти немав време, стигнав до тука. И што правиме натаму од кога ги пишете тестовите? Па ништо, пуштите еден pull request и чекате ваш код ревюер да го одобре, да пише looks good to me, да ви даде еден thumbs up. Или ако сте ненормални ко мене, ќе пишете оваа forbidden команда во терминало. Ама јас не знам, не пишувајте. Само ако сте ненормални. Океј, ајде постмортем. Што искористивме? Искористивме dry. Поточно, неочигледно туку го искористивме dry. Нели со details. Искористивме factory pattern, што исто го има овој патерн во книгата за дизајн патерни. Исто има, искористивме dependency injection, што го има во Clit Code, мислам дека во дизајн патерни го има го и во test driven development. Користивме method decoupling. Овој целиот код што ни беше тука го направивме decouple од овој for each и го ставивме во последни реискористливи функции. Искористивме detail. Што правивме после ово? Го користивме мојо workflow, че искористивме фичер, го рефакториравме да е спремно за продукција и на крај искористивме тестови. Ова е како стандарден cookie cutter development workflow за секој девелопер. Но има еден друг forbidden workflow, што се учи од Test Driven Development книгата. Овој workflow е малку обртно од овој мојот workflow кој што го покажав. Значи, прво ќе искуцаш тест, пред да искуцате фичер, за да ви паднете тест, ќе искучаш најмалку можен код за да светне тестот зелен, потоа ќе рефакторираш за да се имплементира нешто и rinse repeat. Ова нема да раздолбочам зошто и ваков девелопмент да правите вие, ќе ви оставам на вас да се истражите и ако сакате да читате таа книга, ова е како интересен вид на девелопмент, што не многу луѓе го користат во професионалниот свет. Океј. Што следно? Завршиме малку со техничката страна. Сега ќе збориме за нешто поинтересно, за HomeLab. Дали некој од вас тука знае што е HomeLab уопште? Сите сте мютнати, дечки, бе, не се срамете, бе, знаеме се тука сите. Океј. Знам дека повод од вас знаат што е HomeLab. Нема да ве терам сега да зборите како професор на
на факултет. Ама за тие што не знаете што е HomeLab, е фактички компјутер што ќе го боцнете во рутеро. Надлежно ќе земете некоја статичка IP адреса, ама не морате. На тај компјутер ќе си ставите Linux сервер под пожелно Ubuntu или Debian. Молам ве не ставајте Windows сервер на него. Нема да образложам зашо, мразам Windows, многу голем Windows хейтер сум. Ставете си Linux како нормален човек. Зошто би правиле, нели, HomeLab? Прво, слобода. Второ, ќе научите многу работи ако правите HomeLab. Те ќе додам тука на малку ќе скипнам некои слайдови, што ќе научите ако правите дома HomeLab и што се користи HomeLab уопште. Прво, на него ќе ставите Linux. Самиот факт што ќе ставите Linux, што ќе бидете приморани да работите во Linux, ќе го научите сами оперативен систем, што е многу битно како девелопер да го знаете. Ќе научите да пишувате shell скрипти. Што е shell скрипти? Shell е јазик кај што може да се користи за автоматизација. Нешто на вид на Shell е многу стар јазик, не е како Python. Знам дека во денешно време многу се користат Python скрипти за автоматизација. Ја лично преферирам Shell. Што друго би сакал да научите? Да научите Docker. Што е Docker? Ќе објаснам после. Еден final boss, Kubernetes. Што е Kubernetes? Ќе објаснам исто така после, малку се навратам назад на HomeLab. HomeLab ви дава слобода, како што спомнав. Ќе си може да имате на него свој cloud storage без да плаќате абсурдни цени на cloud провайдери како Google Drive, како AWS, Azure, Apple Cloud, било што. Може буквално HomeLab да ви биде некој стар компјутер или некој си think center, еве тука има еден think center на слика, сервер што може да го купите, има во Скопје едно место кај што ги продава, вика се CCC Македонија, компјутер Copier Company, мислам дека се викат, има ги на Инста, овие се околу 100 евра, би ви препорачал да си купите. Боцнете го во рутеро, инсталирайте Linux, научете како работи SSH, за може да се поврзете во вашиот компјутер од било каде во светот, нели преку интернет. И што може да ставите во вашиот кола? Може да користите како storage. Може да ставите слики, може да ставите видео, може да ставите шо видео што сака, може да ставите видео игри или може да го користите за апликации. Може пример, ако пример користите некој сервис, некоја апликација што сакате вие сами да си или да си депоните на интернет, може да се ставите тук. Може да користите Discord ботови, може да користите ботови за било што. Може да ставите Minecraft сервери, за да знам дека голем дел од вас се геймери тука, Terraria сервери, било како сервер за било каква игра. Значи, ваква слобода што ви дава вакво нешто да научите како сами си го правите, е огромно, масовно. Многу се тражи на работа. Многу се тражи да имаш вакви вештини, особено овие технологии тука што ќе малку ќе продискутираме малку подоцна. Ќе кажеме еден пуст пример за мене, зошто ја сега се местам да користам нели HomeLab дома за моите апликации, за моите сервиси што јас ги меинтейнувам ги нели се достапни на интернет. Просто причина ја порано користам Google Cloud платформа. Имав таму неколку инстанци на неа и многу скап. Тоа ќе ви кажам. Искористив првите 300 кредити што ми ги дадеа, после ми стигаше за секој месец по 40 евра сметка и бев направил пресметка дека нареден месец ќе ми стигне 300 евра сметка. И викам, шит, сега што ќе правам? Ја не ќе му давам на чичко околу 300 евра секој месец да постирам некој си помошен Minecraft сервер или некој Discord бот или некоја апликација што има околу 5 корисници. Да платим 300 евра за нив. Што ќе правам? Прво, ова што го многу сакам за нашата индустрија, што овие вештини што ги правиш, што можеш да правиш било што сакаш, искусав еден Discord бот. И што прави овој Discord бот? Има една компанија, вика се Hessner, она нуде многу ефтини како сервери, VPS инстанции, за може да ги користите за било што сакате. И они имате еден интересен фичер што се вика Hessner Auction. Фактички, тука компании што користат Hessner инфраструктура, може да стават нивната сервери инфраструктура на аукција и таа аукција оде нели со highest bidder. И викав, окей, значи сакам да некем да древам на аукција нели како нормално по цел ден да рефреширам да немам некој сервис, да можам нели да си го зграбчам нели за најмала можна цена што можам. Ќе напишеме на Discord бот, ќе напишеме на конфигурација што ми одговара и овој бот ќе ме пингне мене. Окей, овој сервер е достапен, view сервер, купи го оно. И само го тоа направив. И можеш да видите тука овој сервер, мој лично него јас купив некои други сервери. Може да видите, прави со 43 евра. Имам 2 терабайти storage, имам 64 гига RAM, имам Ryzen 7, имам 300 други глупости тука
Имам дури customer support, ако имам некој faulty hardware доваѓа со овие сервери, омо да ми го заменат, plug and play. И цената е 40 евра месечно. Јас лично ќе ви кажам дека ваква конфигурација на Azure или на AWS ќе ви кошта над 1000 евра. Може и повеќе од 1000 евра. Зависи што има многу фактори, ама од 1000 евра на 43 евра е огромна разлика, мислам, во цена. Ама ова ви е како најдобар, нели, да најдете сервис онлайн за нели за вашите нели апликации си ги хостирате. Home App е уште поевтино. Home App само треба да си плаќате вашата интернет, нели, од интернет сервис провайдер интернет сметка, да си плаќате сметка за течка IP адрес, обично е 5 евра или до 10 евра зависи од провайдерот. И првично си платите за хардвер, што може да биде некој стар компјутер или како може да дадете нула за вашиот хардвер. И тај хардвер може да е некој бист што има некој си јака графичка, јак процесор, било што може да биде и што стекне време да го надградувате, наместо да платите subscription на некој. И тоа е убавината за ова. Ова во денешно време мора да го знаете. Мора да знаете кога да работи Linux. И уште нешто кој што не ставив слика, мора да знаете Git. Мора да знаете Bash. Мора да знаете Docker, Kubernetes. И тоа би кажал, ако сакате да некој повеќе ги работни позиции, да правите scalable апликации, и тоа би требало е добра идеја да знаете. Веќе поминава времето на јас можам само да бидам фронтенд девелопер, јас можам само да бидам бекенд, не е така. Сега пазарот е премногу конкурентен. Или се знаеме секој втор сака да биде програмерче, неќе да биде ништо друго освен тоа, особено у наша земја, особено Скопје или у помали градови, пример Кочани. Ја лично не знам у Кочани, никој не знам што не е одел на Финки на моја возраст. Не може дека е завршил Финки или дека програмира, не знам човек што не е бил на Финки. И зошто ги знаат овие технологии? Овие технологии ги научите со цел да сте послободни, да знаете како да деплојнувате ваши сервиси, ваши апликации, без да релајнувате на други сервиси, што ќе ве чаржнуваат како абсурдни суми за некои си работи што се многу симпл да ги сетапирате. Нешто друго што е битно да ги знаете овие технологии, што можете да научите да полагате за сертификати овие доле, AWS и Azure. Зошто да учите и да полагате сертификати од овие монструми тук? Просто причина е што овие сертификати се многу вредни на работа. Еден сертификат од AWS може да ви качи плата 100-200 евра, не се ни забавам. Има околу 13 сертификати. Може да ако имате сите, ако нели вие сте Покемон мастери, сите покемони ги земате во Покедексо, имате ги сите сертификати, може да фирми буквално ќе ве молат да работите. Не се ни забавам, како особено во Скопје има многу реткови што ги имаат овие сертификати. И пример ако на CV некој работодавач види дека имаш 6 AWS сертификати, може би ќе ви даде некој поголем офер што би дал некој друг. И се многу добар начин да преговарате за многу поголема плата на работно место. Тоа околу сертификатите. Сега, што ќе изберете AWS, Azure, не бирајте Google Cloud, мразам ги Google Cloud, своји нели приватни причини, мислам не се приватни, би ги кажам моите причини што мразам Google Cloud. AWS или Azure. Нема да сгрешите било кој да изберете, па ако се двумете, прво видете вашата фирма што користат, ако пример ќе ме лично Azure користиме, па ја ќе се стрemам да учам повеќе Azure. Ако не користите нешто специфично во фирмата, може да фрлите коцка било кој од кој сервис да учите и да земате сертификати, не е битно. Буквално не е битно. Што ќе кажам за Docker? Docker е интересна алатка, многу добра алатка, многу огромен game changer од алатка, што буквално е вид на контейнеризација. Буквално мини оперативен систем е изолирано од вашиот оперативен систем, би го кажал, кај што може да набуте вашата апликација или сервис или било што. Сите работи што треба да се инсталират, нели сите packages, сите драйвери за бази, сите не знам што, сите requirements, dependencies што сте потребни за таа апликација, нели за исправна апликација, може да ги набуте таму, да ги изолирате надвор системот и со една команда цел огромен систем да ви се дигне во deployment. Што actually pretty cool ако ме прашате мене. Што е Kubernetes? Kubernetes е огромен монструм, ама тие од VR Kubernetes е винуди како оркестрација на повеќе Docker контейнери и менеджмент на нив и еден ред 300 други глупости, што реално можеш да пишете цела PhD дисертација само за оваа технологија, многу обемна, кога не е лесна за да се научи, ама ако знаете да користите, буквално ќе сте Linux девелопер, според мене. Тоа е или ултра сеньор девелопер. Тоа се моите 2 центи на таа тема. Сега, што друго? Толку. Прашање?
Јапов едно 50 минути, но искрено не очекував толку многу да зборам. За Linux, ќе ти кажам preferences, take the punch, рипни у Linux и не се враќај, тоа ќе ти кажам како мој advice. И има многу трпение, оди на почетокот има многу огромен learning curve по оперативниот систем и ќе налеташ на 500 проблеми, но стекнав времето ќе знаеш кога да ги решаваш тие проблеми и тоа е многу добар скил сет да имаш, особено за работа, да знаеш како ефективно да користиш твојот терминал. Треба да не се плашите од терминал, треба да живеете и да дишете у тај терминал, а тоа барем е моје мислење. И тие скилови ќе ви се префрлуваат насекаде за било што во оваа струка. И се многу барни тие скил сетови. Има еден куп тон веб девелопери што ги знаат овие работи, нели јас што ги изјапав последен саат, нели за дизајн патерни се тоа, но нема многу луѓе што знаат DevOps или овие работи што ги спомнав при крај. И се многу барни, само тоа си знаете.